Иселувањето од Македонија се повеќе се зголемува. Колешката Тијана Петревска утрово разговара со социолог кој исто така има напишано и книга на оваа тема, па во следниве 5 минути еве го и разговорот. Кои се главните причини за иселувањето на младите од Македонија? Има доста причини. Младите се дел од општеството, од системот, од државата, од заедницата. И нивниот одговор, она што се случува во Македонија, всушност е она што се случува во многу полиња, почнувајќи да речеме од квалитетот на образование, корупција, проблеми со државата, со квалитетот на живење, со перспективите кои што добар дел од тие фактори кои што немаат материјална природа. Не е иселувањето само врз тоа што тие немаат работа или имаат недоволно средства за живот во таа смисла. Така да тука проблемот е многу сложен, би рекол. Како институциите влијаат врз оваа промена која што се случува? Па би рекол дека многу малку, јас не можам да говорам за некои сфери, али еве да речеме сферата на образование, особено сферата на високото образование, како би рекол, многу малку, скоро и ни малку не, за ова што говориме, да направат нешто каде барем тие дел од тие кои се квалитетни да ги задржат пред се, односно и во тој процес на образование постојано да се создава една атмосфера дека квалитетното живење може да биде и во Македонија, не? И дека во таа смисла се создава една, како би рекол, една подлабинско родолюбие, љубов према сопствената земја. Освен промената која што се случува за промена на професија, промена на образование, кога тие сакаат да се иселат, што се случува кога семејството ќе остане тука и што се случува со тие фамилиарни вредности? Кога детето ќе отиде во странство? Тука се соочуваме навистина со едни сложени проблеми, особено за тие родителите, не, оние кои што ги одгледале тие деца, е тука еден од тие, би рекол, многу големи проблеми за тие. Некои сака да отидат, некои ќе отидат таму, но добар дел не се во состојба да напуштат Македонија. Тука е еден од тие проблеми и мислам дека барем да се, ја дури се занесував со таа една идеја, оние млади луѓе кои што еден дел успеале во светот, не, на некој начин, да им создаваат тука услови да се вратат во Македонија, не, и тука да го продолжат тој бизнис на некој начин, не. Што, за жал, ви реков дека има големо разочарување во тој поглед од самите институции. Дали индивидуата од кога ќе ги оствари своите соништа кои што се ги замислила за востранство, реализирани за својата кариера или пак оформување на сопствено семејство, дали тогаш може би размислува за животот кој што го оставила тука и она кое што родителите веќе остареле, може би бабата и дедото не се повеќе тука, што се случува со сето тоа? Дали е било правилна одлука и дали често луѓе можат да размислат дека тоа може би е погрешно, колку и да изгледа правилно? Секако дека тие го ја носат тоа во себе, не, таа љубов, како би рекол, една не страст, тука едноставно нешто кое секогаш ќе ги еден копнеш дека сепак тие потекнуваат од еден крај, регион, нешто кое е подалеку, не, и дека секогаш тоа ќе ги привлекува. Но не и за нивните деца, тоа е проблемот. Кој би бил главен фактор кога индивидуата треба да одлучи дали треба да замине или не? Како да ја донесе таа одлука? Ова има тоа него е едно согледување, особено на младите помеѓу негде околу 16, 17 и 20 на години, кои се, како би рекол, под едно, зборам за овие генерации последниве 10 на години, кои се под еден силен, како би рекол, притисок, дури сфера на тие комуникации, на интернетот, не, на, како да речам, вештачка интелигенција, не, на поширока смисла, дека се тие дел од светот, од една страна, тие комуникации, тие би рекол средства, начини, не, го доближуваат било која точка од светот, но во исто време, она што е, можеби е малку, како би рекол, чудно, што тие создаваат сепак повеќе еден егоизам кај младите. Од една страна го прават да биде космополит, но од друга страна да биде егоист за себе.
тука младиот човек кој ќе се најде меѓу тие години, негде меѓу 15 и 20 години, и која ќе ги види тие проблеми каде што живее, многу лесно се одлучува да замине од Македонија. Тука е проблемот. Ние немаме такви начини, механизми, не нешто кое, тоа ќе му дадате на можност дека сепак тука, во Македонија, овде на овие простори, може да успее со неговиот напор, со неговата, како би рекол, залагање, да направи нешто добро од својот живот. Тука лежи проблемот. Ви благодарам. Што да ви кажам?